Во ова издание, Северна Македонија, поранешната шефица на СЈО Катица Јанева 7, Бојан Јовановски 9 години затвор за случајот рекет. До правосилноста на пресудата ќе останат во притвор и домашен притвор. По 70 дена поради коронавирусот, повторно отворена големата чаршија во Истанбул. Како е сега? Дигитално мени во ресторан во Македонија. Заштита од COVID-19 или нова реалност? Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. За дебатата за символите на Конфедерацијата за време на протестите во САД. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите. Сенатот и Представничкиот дом следната недела планираат да гласаат за предложите за полициски реформи. Комисијата за правосудство на Представничкиот дом вчера го одобри планот на мнозинството демократи со кој би се забранила употребата на техниката на давање и би се ограничил имунитетот на полицајците. Лидерот на мнозинството во Сенатот, Мич Маконел, рече дека републиканскиот план ќе се стави на процедурално гласање. Повеќе од 10 американски држави го пријавија својот најголем број нови случаи во последните неколку дена, додека бројот на смртни случаи во земјата продолжува да опаѓа. Оклахома, каде председателот Доналд Трамп е предвидено да одржи политички митинг в сабота во градот Тулса, во средата пријави 259 нови случаи во текот на 24 часа. Пресуди во случајот рекет, 9 години затвор за Бојан Јовановски, 7 за Катица Јанева. На Јовановски ќе му биде одземена брендирана облека и уметнички слики, а на Јанева 50.000 евра. Многу повеќе за ова на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Напорите за остренување на имињата на лидерите од Конфедерацијата од американските воени бази добива поддршка од законодавците од двете страни, но неизбежен е судир со председателот Трамп, чие вето е неизбежно. Повеќе има дописничката од Гласот на Америка. Однесено од VR-от е филм добитник на Оскар од 1939 кој го прикажува предвоениот југ и Конфедерацијата. 11 сојузни држави кои се бореа да го зачуваат робството во американската граѓанска војна во 1860-тите. Ladies, the Confederacy asks for your jewelry on behalf of our noble cause. HBO Max го отстрани од својот стриминг сервис, цитирајќи расни предрасуди. Дузина споменици на личности од Конфедерацијата се отстранати или вандализирани, додека NASCAR го забрани знамето на Конфедерацијата на нивните тркачки патеки. Овие символи дојдоа во фокусот по смртта на Џорџ Флојд, кој почина во Минеаполис при полициско прибедување, пошто започнаа протести кои траат низ целата земја со недели. Има нешто навистина длабоко во тоа да мора да ја гледате глорификацијата на личности и символи кои сакале вие, вашите луѓето кои изгледаат како вас, да бидат објекти и робови. Друг фронт во оваа битка се 10 воени бази кои ги носат имињата на офицери од Конфедерацијата, како Форт Брак, Форт Худ и Форт Ли. Военото лидерство сигнализира поддршка, а Сенатот, во кој мнозинство се републиканците, го одобри планот од сенатор демократ да се отстранат овие имиња од воените објекти. Ова е вистинско време за тоа. И мислам дека испраќа вистинска порака. Но на повидок е судир со председателот Доналд Трамп кој се закани со вето. Портпаролката на Белата куќа, Кейлин Маккенани. Овие монументални и многу моќни бази станаа дел од големото американско наследство во историјата на победите и слободата. Во Американската декларација за независност од 1776 година пишува дека сите луѓе се создадени еднакви. Сепак, иако робството беше укинато во 1865-та, афроамериканците и натаму се соочуваат со дискриминација. Символите на Конфедерацијата само го прикажуваат тој парадокс. Ова е символ која представува континуираната контрадикција меѓу декларираната и нереализираната еднаквост. Хантер вели дека додека политиката се сведува на компромис, културата е нешто свето за кое луѓето не сакаат да прават компромис. Со тоа што зазема страна во културна војна, Трамп веројатно ќе ја продлабочи поларизацијата пред изборите закажани за ноември. Здравствената криза со COVID-19 во Македонија наметна нови правила за угостителските објекти ширум земјата. Еден ресторан во Охрид нуди електронско мени. Мики Трајковски има повеќе.
Пиењето на кафе или ручањето покрај Охридското езеро е задоволство, но сега и голем предизвик како за гостите, така и за персоналот кој работи во гостителските објекти. Покрај строгите мерки за работа, Охридскиот ресторан Чун сега оди чекор понапред кога е во прашање безбедноста на гостите. Наместо на традиционалниот начин со мени, во овој ресторан овде сместен покрај самото Охридско езеро, со еден клик на телефон можете да го порачате вашето омилено јадење. А што се ви е потребно за ова? Доволно е само да го скенирате така наречениот бар-код поставен на секој од масите, ја разгледувате листата на храна и пијалоци и ја правите нарачката. Менаџерот на ресторанот Рајче Ристевски вели дека ново иновативно решение работеле за време додека ресторанот бил под клуч поради ситуацијата со коронавирусот. Самото отварање наложи да имаме некои безбедносни мерки, да работиме под тие мерки, така да како една предпазлива мерка за нас беше и ова електронско мени, каде што не ќе мора на гостинот да му даваме мени кое се префаќа од рака на рака, а со тоа покрај гостите се заштитиме и самите ние персоналот. Ристевски вели дека ќе биде потребно време гостите да се одвикнат од старите навики. Има и такви кои имат потешкоти, но тука се персоналот, конобарите да им сугерираат, да им помогнат и за сега окей. Меѓу малките кои ги затекнавме овде беа Дубравка и Лидија, туристки од Скопје. Вела дека е добро што повеќе ресторани да го воведат ова. Па може некој не може да се снајде, треба да знае што е, како е, да го намести, да го слика, да го отвори. Иначе да, окей. За мене е окей. Нема проблем. Па менито у принцип е најгадната работа у секоја кафана. Така е докажано тоа. Еве се заштитуваме колку можеме. Не седнуваме у принцип, сега така ни дојде. Убаво време, во едно кафенце. Сите ресторани во моментов работат со преполовен капацитет и според соодветни протоколи кои ги наложи државата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на Newsflash, големата чаршија во Истанбул по речиси 70 дена е повторно отворена за посетителите. Дориан Джонс од Истанбул ја пренесува сликата и атмосферата. Светски познатата голема чаршија во Истанбул повторно е отворена за бизнис. Се вршат строги здравствени проверки. На секој што ќе влезе во 500 години старата чаршија сега му се мери температура. Јавни соопштенија и поставени знаци им наложуваат на посетителите да одржуваат социјална дистанца и да носат маски. Ова е светска пандемија и многу е ризично. Затоа се придржуваме до прописите и чекавме во нашите домови се до отварањето на чаршијата на 1 јуни. Верувајте ми, беше тешко, фала му на Бога на крајот се вративме во нашиот втор дом. Луѓето се враќаат, иако далеку помалку од вообичаените 150.000 купувачи, кои доаѓаат во нормални времиња. Меѓу купувачите се и 2 лекарки. Притисокот врз болниците во Истанбул се намали со опаѓањето на бројот на инфекции и смртни случаи, што овозможи повторно отворање на јавните места како чаршијата. Среќни сме што дојдовме тука по многу долго време. Долго време живеам во Истанбул. Не паметам дека некогаш била затворена големата чаршија. Добро е што повторно ја отворија. Повторно оживуваат бројните продавници за накид, откако беше укината двомесечната забрана за одржување свадбени церемонии. Многумина ги одложија свадбите планирани за мај. Сега тие свадбени церемонии ќе се одржат и тоа ќе го зголеми бројот на муштерии. Оние што чекаат да купат злато ќе дојдат. Очекуваме да се зголеми трговијата. Додека локалните жители полека се враќаат, недостасува крвотокот на чаршијата, туристите. Некои продавници не се ни мачат да отворат, бидејќи туризмот учествува со околу половина од приходите на 4000 продавници на чаршијата. Го гледавте Newsflash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Ова е Гласот на Америка. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.